Живееме во динамично време. Обврските кои што ги имаме ни наметнуваат одредена напнатост, која што се прелева кај нас, но се прелева и кај децата. Стресот не погодува само нас возрастните, туку ги погодува и децата. Во ова издание на Приказна ќе ја разгледаме оваа тема. Останете со нас. Страв, несоница, повраќање, намален апетит. Ова се знаци кои што укажуваат дека децата поминуваат низ стресни состојби. Што друго можеме да препознаеме, ви откриваме во истражувањето кое што го направивме денес. Стресот ги погодува и децата. Забрзаното темпо со кое живееме влијае негативно и врз нас, но и врз децата. Децата денес имаат многу активности. Училиштата имаат многу барања, а некои деца не сакаат дополнителни активности. За жал, ситуацијата со пандемијата само дополнително ја нагласи состојбата на стрес на кој се изложени децата во денешно време. Во денешно време, кога знаеме каков е животот на современите деца и знаеме колку е тој брз, колку активности тие имаат во текот на денот, колку се, да речам, родителите презафатени, изгора на тоа да не го заборавиме влијанието на пандемијата и на целата оваа криза која што се случува глобална, децата се многу, да речам, под стрес, имаат многу спротивставени емоции, комуникацијата со нивните другарчиња е поинаква, намалена, комуникацијата дома е поинаква, намалена. Сметам дека децата се позасегнати од возрастните. Да не се разбереме погрешно, ова не е надпревар, но децата ја пропуштаат можноста да одат на училиште, а јас веќе одев на училиште. Децата ја пропуштаат можноста да учат преку игра, а јас веќе го направив тоа. Децата пропуштаат да стекнат пријатели во детството кои траат цел живот, а јас како возрастна веќе го имам тоа. Децата пропуштаат можности кои никогаш повеќе нема да може да се заменат со друго. И сметам дека ние како возрастни мораме да го разбереме тоа. Неодамнешните студии покажаа дека децата се под стрес, дека постои загриженост за менталното здравје дури и кај малите деца, а искрено и кај возрастните. Сметам дека секогаш се водат многу дебати за здравјето наспроти квалитетот на живот. Луѓето велат да го зачуваме здравјето на децата и да не се грижиме за училиштето. За тоа ќе мислиме понатаму. Да овозможиме децата да имаат добро физичко здравје, а за играта ќе се грижиме понатаму. Играта не е важна. Сакам да се осврнам и на двете тврдења. Прво, во право сте дека прво треба да овозможиме децата да останат здрави и најдобро е да им дадеме модел за добро однесување. Ако ние носиме маска постојано, децата ќе се навикнат на тоа. Тие секогаш ќе ги имитираат мама и тато. Ако ние излеземе надвор и ставиме маска, тие може на почетокот да приговараат, но студиите покажуваат дека децата со време ќе се прилагодат. Или да ги учиме да ги мијат рацете. Науката покажува дека миењето раце не е важно само заради ковид, тоа помага за многу други работи. И не социјално дистанцирање, бидејќи ние не сакаме да имаме социјална дистанца, туку треба да одржуваме физичка дистанца. Сакам да ги повторам тие три работи. Ние како возрастни мора да дадеме пример за децата да може да не следат. Видовме дека тие три однесувања ја намалуваат инциденцата на ковид. Страв, несоница, главоболки, намален апетит се дел од нарушувањата кои стресот ги предизвикува кај децата. Не се исклучени ни сериозни здравствени проблеми, поради кои мора да се посети лекар. Триаголникот е базичен затоа што кај сите три фактора се појавува стресот. И како главен резултат и излезен, да речем, резултат може да биде кај детето до ниво на траума да биде, да се доведе. Со тоа се успорува неговиот развој. Дури научно е докажано дека и се намалува мозокот, хипокампусот престанува да расте. Стресот кај децата има својство на акумулирање, што може да доведе до различни несакани последици, развојни заостанувања, нервози, енуреза и проблеми во училиштето. Да се заштити детето не е доволно, бидејќи едноставно е невозможно да се спаси од сите непријатни ситуации. Тој магичен триаголник дете, родител и училиште или градинка е главен потенцијал и база на целокупниот развој на детето. Токму и за оваа тема за која што зборуваме и за стресот. Стресот може да влијае во овој триаголник
значи да смета на развојот на детето во големи размери, а може да биде и како позитивен потенцијал, зашто стрес кога е во мала доза не е на одмет, меѓутоа кога е постојан, континуиран, тогаш може да преиде и во траума. Симптомите кои можат да сигнализираат дека децата се под стрес се вознемиреност или раздразливост, страв и загриженост, тага и намалена концентрација, несоница или проблеми со спиењето, главоболки или болки во стомакот, промени во училишниот успех, проблеми или промени во исхраната како барање да се консумираат јаглехидрати, губење на апетитот и слично, проблеми во комуникацијата со родителите или другарчињата, незаинтересираност, замори, вртоглавици, повлеченост. Знаци има од речем од банални, како кај малите бебиња што се, за нив е стрес и кога се мокри, и кога не се гладни, и кога им се спие, сето тоа е стрес. Меѓутоа, ние зборуваме за стрес на возраст кај деца над, пример, 2-годишна возраст. Јас работам во тој дел од образованието, во предучилишното, и можам да, од своето искуство да кажам дека кај децата стресот се пројавува на различни начини. Например, во промена во однесувањето. Не умеат да ги контролираат чувствата. Се појавува, пример, пелтечење. Се појавува повлекување во однесувањето, асоцијалност, значи не сака да се дружат. Или пак друг екстрем, насилни се, и натливи се. Може би сте забележале често пати и дете кое се фрла на пот, па силно плаче, се треска, тантруми, значи се појавуваат тантруми. Исто така во нашата работа често се случува повторување на цртеж. Ако некој дете постојано црта нешто исто, тоа ни е сигнал дека нешто се случува во неговиот живот, дека има некој стрес или траума. Многу е важно да се направи правилна диференцираност помеѓу соматските и физичките потешкоти со кои се соочуваат децата. Настаните дома или во училиште често може да предизвикаат стрес кај децата. Една од најтешките работи е на секој семестро да направи организација на сите членови, на тој начин што сите членови ќе ги задоволат потребите кои што ги имаат. Поготово затоа што тука се соединуваат работата, едукацијата која што детето ја извршува од дома, потребите за домот и играта која што секако паралелно мора да следува. И како последица од тоа може многу често да се појават и кавги во домот, односно ниско ниво на толеранција може да доведе до тие кавги, како и недостаток на времето кој што го имаат за себе самите членови. Семејните несогласувања, разводот, промената на домот или околината можат да бидат важен извор на стрес кај децата во домашна атмосфера. Така и со разводот, кога ќе се случи развод, детето доживува дека можеби тоа е причина зашто едниот родител си отишол, зашто родителите постојано се караат, зашто сето тоа што е страшно се случува околу него. Можеби е негова вина, можеби она или он не е доволно добар да заслужи да живее со двајца родители што го сакаат, што го поддржуваат. Она што мислам дека е многу важно да се знае дека кога ќе се донесе одлука за развод, тоа е прилично еден болен момент, еден тежок момент заради тоа што тоа практично значи смрт за бракот. Што значи дека партнерите со одлуката веднаш се соочуваат со серија на загуби. Загуби кои што се случуваат на различно ниво и во различно поле. Во училиште децата можат да бидат вознемирени поради нови пријателства, соочување со насилство или малтретирање од соученици, тестовите и оценките. Како што децата растат, така растат и изворите кои може да предизвикаат стрес кај нив. Читањето книги и сликовници може да придонесе позитивно во справувањето на стресот кај децата. Целата современа книжевност за деца, особено онаа која што да речеме тренд во светот, зборувам за оние поуметнички, да речам сликовници или посериозни книжевни дела, се фокусирани на тоа да баш се занимаваат со стресот кај децата и тие имаат и некоја својвидна терапевтска улога. Не е само читањето како читање, она што на децата би им помогнало да се справат со тој стрес, туку се и темите кои што се обработуваат, кои што се многу релевантни за современите деца. Например, се инсистира на сликовници, значи тоа е за најмалата популација, кои што се справуваат со одредени проблеми. Проблемот на губитокот
на милениче или на блиска личност. Проблемот на дисфункционалните семејства, бидејќи знаеме колку деца во денешно време со тоа се соочуваат. Проблемот на невозможноста да се комуницира во средината со другарчињата, со возрастните. Булинг, како една од многу актуелните теми. Потоа инклузивноста, односно различноста, прифаќањето на различностите, прифаќањето на децата кои што се поинакви. Дигиталните алатки и нивното користење од страна на децата придонесуваат за зголеменото присуство на стрес кај децата. Се повлекуваат во себе, почнуваат да избегнуваат социјални контакти. И сега тука веројатно исто така е добро да се знае дека кога кај останатите видови на насилство најчесто после извршување на насилството детето жртва чувствува страф и депресија. Меѓутоа кај сајбер насилството детето жртва на сајбер насилство чувствува тага, чувствува отуѓеност, се чувствува осамено. И многу често овие деца се оние кои што после извесен период, ако имале добар училишен успех, сега се повлекуваат во себе, ако учествувале во многу активности кои што се поврзани со училиште или спортски, сега почнуваат да се повлекуваат во себе, бидејќи кај нив се намалува самодовербата и нели на чувство на припадност во група, меѓутоа и на успешност. Анализите укажуваат на силна изложеност на стрес кај децата како резултат на следењето содржини преку социјални мрежи или онлайн медиумите. Често пати се случува децата на овие медиуми да следат содржини кои не се прилагодени на нивната возраст. Овие содржини вклучуваат објави за теми поврзани со насилство, оружје или престрелки, климатски промени, третирање на мигранти, сексуално вознемирување и други информации, кои децата не може правилно да ги разберат, што предизвикува силна вознемиреност и појава на стрес. Колку стресот ги погодува децата, бидејќи имаме впечаток дека стресот е присутен кај возрастните, но не е само кај возрастните. Веројатно убаво и вие ја почнавте приказнува, бидејќи те гледате, научени сме веќе во тоа дека пандемијата е таа од која се едноставно сакаме да биде минато. Значи, се навлековме на нешто што во секојдневието, при секој отворање на телевизор или при секоја комуникација, се она што ни следи во секојдневието се однесува токму на она кое што значи колку има ковид заболени, каква е ковид статистиката, што е епидемиолошката ситуација кај нас и во светот. Значи почнавме да живееме еден комплетно различен живот од она што беше претходно и колку и да сакавме да бидеме среќни со тоа што сметавме дека ете дружењето, социјалните контакти на вистина понекогаш беа и можеби повеќе или помалку и важевме за да кажеме регион, Балканот важи токму за таков регион кој што знае да го живее животот. Пандемијата, односно короната, ни го комплетно промени тоа и доведе една комплетно друга ситуација во секојдневието, што би се рекло дека сократењето на социјалната дружба, смеењето и можноста да комуницираме едни со други, влеговме во еден друг статус кој што како одминува и како трае доведува до други форми на стрес. Тој стрес се однесува и на однесувањето, дали ако излезам надвор, ќе можеби се заразам, дали другарчето му е заразено и учителката била заразено, па целото оделение се става во нормално во изолација и тоа се работи кои што сакале или не сакале сепак влијаат на детето. Ако ние како возрастни дури се чувствуваме подолго време седејќи дома, нели изолирани, најдени во ситуација да со пак ќе кажам она што и реално се случува со самата инфекција, не е дека кај децата инфекцијата толку беше проблем колку што таа изолација која и нив ги става во позиција да не може да ја трошат нормално својата енергија која природно они сака да ја трошат. И природно е децата да имаат нели дружби, излегување надвор, вонот школските активности, не одење во училиште, применување на друг тип на настава која исто така доведува до стрес. И она што морам да го кажам на сите вебинари на кои учествуваме ние како педиатри, веќе не се толку дебатира околу ковидот и какви инфективни последици оставя или како реагира организмот како клиничка слика, колку за стресот како таков, кој индиректно кај децата веќе се чувствува со создавање на друга структура во развојот на нивното однесување, за кој ќе говориме веројатно по неколку години дека сепак има одреден инпут
врз нивното понатамошно созревање и преминување во една адултна личност. Значи стресот навистина многу влијае кај децата. Како да го препознаеме? Кои симптоми ни укажуваат дека децата се под стрес? Дали се физички, дали се емоционални? Како тие симптоми да ги препознаеме како родители? Знаете како тој е најподмуклиот момент кој што понекогаш е и па и злоупотребен. Се некако па еве и за возрастните и за се, ако немаме диагноза или ако немаме одговор за некој однесување, велиме се од стресот. Но не е секогаш така. Ова е веќе една, затоа и реков, посебна ситуација, значи една пандемија која не ја познаваме од минатите векови кога и постоеле такви пандемии и животната и културолошката состојба на населението била различна, за разлика од сега, каде сме сите врзани едни со други на еден малку поинаков начин. Детето е научено да биде технолошки зависно и пред пандемијата. Не е тоа дека пандемијата сега ни донесе нас дека мора да бидеме све врзани за IT технологиите, но затоа сега ги тотално вклучи во еден таков затворен систем во кој се гледаме, не комуницираме, енергијата и убавината и емоцијата ја споделуваме повторно технички и само се едноставно сме дома со понекоја фамилија што се видува и навистина детето не ја вади од надвор својата енергија, при што дефинитивно еден од начините на кои можеме да го видиме тоа одразување во однесувањето на детето е токму преку тие стресни ситуации кои ги манифестира преку одбивање да направи нешто, бидејќи сака едноставно да излезе да се дружи, да отиде во блискиот ресторан и да купи нешто со своите другарчиња, па да го подели, да го споделат своите симпатии кои се развиваат. И сето тоа е навистина пак сведено на еден вид технолошко споделување, а нашиот животен организам е потребен да тоа го дели на друг начин и сето тоа се одразува кон една понекогаш па да не ја кажам пореметена, ама поразлично однесување од претходното, седејќи дома цело време, немање физичка активност, навистина само во една иста атмосфера, бидејќи детето сака и да ја менува акцијата, негова му е запрена. И навистина се однесува веќе кон едно однесување кое веќе го приметуваме и во кое во контекст со психолозите и психијатрите го велиме баш ковид однесување кај децата, кое, пак ќе кажам, не сум баш убедена дека во иднина ќе сакаме така да бидеме сведоци на она што ќе донесе како последица, а што ќе донесе како последица, се ќе бидеме низ извесен временски период. Кои фактори може да влијаат, да стимулираат позитивна стресна ситуација, бидејќи често знаеме дека понекогаш стресот може да биде и добар. Не мора да значи дека е само лош. Да, стресот има и друга страна, нели некогаш самиот стрес не потикнува за некои работи, веројатно потикнувачкиот елемент кај децата е да бидат еве и повеќе малку да се осврнат кон книгата, ја заборавивме книгата како елемент на дел од нашето развивање, бидејќи пак ќе кажам IT технологијата вклучува кон себе малку повеќе едуцирање во тој дел, читање малку повеќе, учење за светот, еве размена и со другарчиња, да кажеме, од други континенти, од други држави. Тоа се има и многу позитивни страни и онда желбата за да тоа се доживе станува уште поголема. Желбата да се ослободиме од сето ова кое што го предизвикува тој стрес е навистина огромна и затоа треба навистина да ги најдеме правите начини и како политика која што треба во државата да се води, да не се заборават децата дека не е само инфектот тој кој што е проблематичен, туку однесувањето на децата и нивното реално во иднина што ќе се развие повторно, ќе кажам, како начин на живот кој што они треба да го разберат, дека сепак кризава ќе помине, а запознавањето на природата и запознавањето на движењето надвор, физичкото нивно учество во секојдневието е сепак здравие. Се е друго повеќе или помалку, нели, адаптација, така да нивната адаптација ќе биде да можат што е можно повеќе во иднина да ја користат природата како таква, да го користат активно физичкото привикнување на телото, бидејќи здравето не доаѓа само од седење и од едноставно движење во едно исто место. Здравето доаѓа од размена на искуства надвор од домашната средина, така да повеќе фактори ќе успеат веројатно да го измотивираат
идното дете во здрава индивидуа преку научување на она што навистина ги држало така, еве да кажам, стуткани и одеднаш да ја видат убавината на животот кој верувам дека ќе следи за известно време. Дали во таа насока треба можеби малку проактивно луѓето кои што се педагози во училиштата да разговараат со дечињата, особено оние од прво до пето одделение, па дури и оние кои што поминуваат во фаза на пубертет, бидејќи често пати дел од нив се соочуваат и со ситуации кога им заминуваат мајката и таткото буквално преку ноќ. Да, имавме и такви ситуации и тука педагозите и училиштата и тие, да кажам, оние кои што баш се грижат за доброто ментално здравје имаат исклучително голема улога и јас во разговори со мои колеги кои се занимаваат со менталното здравје, тука би ги вклучила и психолозите кои се сега исклучително важни. Со таквите дечиња мора да работат, бидејќи тие сами не се свесни што се случило, а начинот на разбирање не е кај сите подеднаков и кај некој може да роди голема тага, кај дел може да роди одреден револт, бидејќи не може да објасни зашто на неговите родители се случило тоа. По некои и не може да го сватат тоа туку така лесно, бидејќи се сепак деца и менталниот, комплетниот нивен развој не е ист како возрастниот. И за нив сето тоа е горчина која што понатаму доведе до одредени фрустративни проблеми и ги остава тие деца да имаат фрустрации кои понатаму раѓаат комплетно други состојби и затоа стравот околу тоа дека ова може да преиде понатаму во да кажеме психолошки состојби кои се револт на психологијата претходно не среден и ова мора да се среди. Ако не го извадите револтот од внатре или одредена фрустрација и ако не поработите на неа, без разлика дали ќе оди тоа преку вашите родители, дали ќе оди преку педагозите со кои што одат и практично ги учат децата во школите, или да има и посебни кои што ќе работат со такви дечиња и мислам дека тие се сега клучни во тој дел, особено што ги напоменавте од прво до 8 па и во адолесцентниот период, ќе може да доведе понатаму до уште подевијантни форми на однесување кои и за кои ние педиатрите сега алармираме, бидејќи нашата улога не е само да лечиме, туку и да спречиме не само болест, туку и ментална болест на која многу често забораваме. Односот што треба да го имаме со детето ќе биде и трајна приказна за неговото понатамошно комплетно однесување во иднина, кое сега кај сите нас направи една вулканска реакција на комплетно расцепување на сите полиња. Расцепување, зборувам и на оној ментален момент во кој што не расцепи во она кое што знаевме и го очекувавме или едноставно не ни го очекувавме, а не погоди сите на свој начин. За крај, дали стресот може да предизвика здравствени последици кај децата, кои што може да бидат лоши? Стресот може да провоцира одредени автоимуни, одредени болести кои што ги носиме ние во својот геном. И ние забораваме дека педиатријата особено во делот од нашите сегменти која сочинуваат педиатрија, влего и генетика, таа е се извонредно важна, затоа што и на тој начин е откриен вирусот. И неговите форми на деформирање што ги има и што ги гледаме вариациите кои што дајат, се токму дел од таа генетика која носиме сите ние. И сите ние различно реагираме на вирусот, што впрочем се види некој полесно, некој потешко, некој навистина ексклузивно брзо. Така да стресот ги поттикнува токму тие кои имаат одредена генетика, која што на база на оно што се ослободува во текот на тој стреса, не го наспоменавме, значи одредени супстанции кои што знаат навистина и да направат одредени пореметувања во самиот геном, може да откочат систем на болести кои можат да бидат дури нешто што можеме да го спречиме. И затоа велат, прашуваме секогаш дали некој ви е болен во фамилијата. Тоа не е прво прашање во педиатрија. Значи детето е рефлексија на своите родители, е рефлексија на бабите, дедовците и на генетиката што ја носи од своите предци. Откочувањето на нешто во таа генетика која може да биде покриена доколку нема стрес или доколку нема вознемирување или нема такви типови на тоа би било, како да го кажем, како удар на некој начин во секојдневието, сигурно дека нема ни да дојде до пореметување, но овој тип на
вакви стресови како што сега ни се случуваат, може да откочат токму такви генетски моменти кои што може да доведат до посериозни, вистински болести или клинички состојби кои ги знаеме и ги гледаме за жал во секојдневието. Ние сме во моментот обкружени со малтене, да не кажам на неделна основа, по некој нов детски диабет, кој што претходно не сме го ни гледале каде, мислам сме го гледале, но тоа било многу помалку. Стресот е постојан придружник во ова секојдневие. Пандемијата со COVID-19 само дополнително ја влоши состојбата, предизвикувајќи големи промени во секојдневниот живот и кај децата и кај возрастните. Ова што се случува изминативе 2 години, значи пандемијата и се она што поминуваме на колективно ниво, ние на некој начин, на кој што сме научени да преживуваме, секој од нас си наоѓа некој начин како да го помине тоа, како да избега од тоа, имаме разни ситуации, како се справуваме со себова. Меѓутоа вистината е дека има колективна траума која што ќе треба долго време да се работи на колективно ниво, затоа што таа колективна траума во нас ќе буди нашите лични трауми, кои што не се само наши, значи многу на нас, не знаем од каде доаѓа. Особено траумите од детството, тоа затварање, не смееш да се изразиш, вина, срам, страв, значи сите оние емоции, свидоци сме нешто све поминуваме. Меѓутоа многу е битно, не викам дека е сето тоа погрешно, кога кажеме не смееме вака се чувствуваме, битно е да бидеме свесни за тоа, да го поминуваме тоа, меѓутоа на свесен начин. Илина Ведран неодамна започна со спроведување на програми за работа со деца во некои од градинките и училиштата. Во фокусот се срамот, вината, врсничкото насилство, бидејќи тие предизвикуваат стрес кај децата. Она кое што го работам последниве 10 години, она кое што го видов, приметив дека сите ние, јас сум исто родител, имам дете, моето дете одеше во градинка, оди на училиште. Јас не викам дека сум совршена, никој не е совршен, меѓутоа ние е потребно прво како родители, како воспитувачи, како наставници, како некој што работи со деца, постојано да се будиме, да се развиваме на тоа поле и да сваќаме што е во суштина, што е наше, кои се децата, што е на децата, значи кои се децата, кои сме ние. И тоа беше причината поради која што ме потикна малце повеќе да се посветам во училиштата и во градинките, особено во училиштата каде што постои доста зголемено, особено со пандемијата, врсничкото насилство, постојано живееме во колектив каде што доминира срамот и вината за секои конфликти, како реагираме ние на конфликтите. Им викаме ако те удри врати му и ти, немаме подлабоко разбирање, ако некој погреши, ако направи нешто, веднаш е казнат. И така да сето тоа, гледајќи го од своето лично искуство, ме наведе да ги креирам овие програми и да малце да се помогне да се разбуди свеста на тоа поле кај наставниците, кај воспитувачите, иако има доста наставници, воспитувачи, градинки кои што работат на оваа тема, меѓутоа во училиштата е доста потребно, особено во училиштата. Да се стане родител е огромен пресврт. Тоа ќе промени многу работи во вашиот живот. Преголемите очекувања на родителите од своите деца предизвикуваат стрес и кај децата и кај родителите. Па тоа е еден длабок процес, нели? Еве јас сум родител. Тоа е многу болно да се види, прво, нели? Меѓутоа, ако сакаме да бидеме ние слободни, да ги слободиме своите деца, прво треба да видиме дека ние сме зависни од децата. Значи, ние имаме зависност од децата. Замислете како би било кога јас би живеела и јас сум заложник за среќа, нели? Ако јас морам да бидам добар за моите родители да бидат среќни, нели? Морам да бидам одличен, и цело време сум под стрес, дали јас ќе ги задоволам очекувањата, затоа што ако јас не ги задоволам очекувањата, моите родители ќе бидат несреќни. И ние на тој начин некако ја гасиме својата автентичност и влегуваме, односно јас се чувствувам виновен секој пат кога ќе бидам човечко битие, нели? Ние бараме од децата да бидат постојано добри, да не бидат мрзливи, да постојано да не почитуваат, па и никогаш да не навредат нешто, нели? А ние што правиме? Ние дали сме такви? Дали ние постојано се однесуваме кон нив така? Дали ние сме совршени? Не. Зашто не им дозволиме на децата да бидат човечки битија?
Затоа што секој во одреден момент она што е битно е што се случува кај детето, и детето има одредено однесување. Меѓутоа тоа однесување нешто покажува. Јас не викам дека секогаш мора да биде позитивно тоа однесување. Има некогаш негативно однесување, има некогаш децата се анксиозни, поминуваат некои депресивни периоди, поминуваме и ние. Меѓутоа најдоброто нешто кое што ние како родители можеме да го направиме кога ќе се случи такво нешто, да се прашаме како јас тоа во себе го препознавам. И можеби ќе најдеме својата анксиозност, својата депресија, својата невиденост, ќе најдеме својата потреба својата осаменост, нели, своето чувство дека не сме сакани, дека не сме вредни. И ние постојано децата ги гледаме како некои трофеи кои што ќе го правдаат нашиот живот и ќе го поправат она кое што, нели, ние не сме можеле да го направиме. Грижата за менталното здравје вклучува навремено препознавање и соодветна грижа. Сите деца се изложени под стрес, и малото, значи тие што се новороденчиња, првото доење, првото сечење на папочната врвца, вдишувањето на воздухот, и тоа е стрес. Затоа често знаеме да прашаме како поминала бременоста, како поминал процесот на раѓање. Понатаму веќе во предучилишниот период, ако е во градинка, тука имаме сепарациона криза. Кај некои се случува криза кога се раздвојуваат во градинка, и тоа е еден вид на стрес. Тука многу зависи каков е атачментот, какво е социјемоционалното врзување помеѓу родителот и детето, и како ќе му се објасни на детето каде оди родителот и зошто го остава некој друг сега да се грижи, системот да се грижи за него. Тоа е пак еден вид на стрес, каде што понатаму доаѓаат клиенти кои што таквото нешто пред 20, 30, 40 години оставило доста голема трага, за да сега имаат, например, панични напади, страв премногу да се зближат, да бидат интимни, блиски и така натаму, се формира као забрана немој да бидеш близок. Сега, ако зборуваме за училишните деца, ја пак ќе речам, во моето време образованието беше многу поинако. Имавме време и за учење, и за играње, и сосема беше различно. И игрите беа различни, и немаше волку дразби од сите медиуми, од социјални мрежи, немаше толку многу нешта на пазарот. Децата некако, училишните деца, со тој образовен систем многу се бара од нив, како мене ми наликува како да е направен обид да биде полесен, меѓутоа всушност е направен многу покомплициран за да детето се фрустрира. И се внесуваат некои термини кои што детето уште когнитивно не е ни зрело, мозочно не е зрело да ги разбере тие апстрактни термини. Од друга страна, значи тука се и родителите. Имаме секакви родители. Имаме амбициозни родители кои што тоа што не успеале да го направат во животот, бараат детето тоа да го постигне, и тоа несвесно го прават. Што не се прашува училишното дете, значи дете од 8 до 14 години, дури не се ни прашува, и да се прашува не се ни слуша, вистински не се слуша дали тоа сака да го прави, дали сака да оди на тие спортови, на тие активности, дали сака да оди на тие курсеви, дали сака да биде математичар, информатичар, зашто сега тоа е во мода. Така да имаме, значи, преамбициозни родители кои што бараат многу од децата. Имаме незаинтересирани родители, кои што сами по себе се со незаинтересиран воспитен стил, односно децата како да се препуштени сами на себе. А од друга страна имаме родители кои што маката ги натерала да бидат незаинтересирани во наводници, односно премногу работат, премногу се надвор од дома, а кога се дома се премногу уморни, нервозни, за да може да му посветат адекватно, квалитетно внимание на детето. И понатаму имаме премногу негувачки родители, кои што, например, тие па не му даваат премногу цели на детето, туку тие ги завршуваат наместо него работите, што тоа е најкатастрофалниот воспитен стил, дури покатастрофален од овој незаинтересираниот. И имаме војнички тип на родители кои што даваат љубов,
но бараат има и контрола. Значи и дава љубов и бара да се заврши тоа. Така да многу е дискутабилно, особено кога ќе се земат двајцата партнери, и сопругот и сопругата, тие не се со исти воспитни стилови. И ако не се усогласат што како ќе действуваат со детето, во главата на детето може да се создаде уште поголем хаос. Најчесто на искуството мое што покажува, најчесто на почеток не се ни свесни дека нешто се случува со детето. Пак ќе речам, дали е тоа адолесцент, дали е училишно дете, нешто се случува, меѓутоа, ајде, тоа е период, тоа е нешто нормално, ќе помине. Меѓутоа, веќе кога ќе земе замав, кога ќе забележа дека детето или пак адолесцентите па поинаку реагираат, а тоа е сосема друг период, ние го викаме период на бура и олуи, и особено за двете страни е бура и олуи, тогаш родителот кој ќе забележи дека детето веќе се повлекува во себе, станува позатворено, помалку зборува, има проблеми со сонот е краток, испрекинат, има некои кошмари, во екстремни случаи може да има и да станува навечер, да се буди и да не се сеќава, значи што прави, што као ноќно, нели, одење, действување во сон. Почнува или пак детето да се жали на болки во стомакот, болки во главата, тоа се тие соматски симптоматологии, болки во мускулите, ќе го однесат родителите на сите испитувања. Медицинарите ќе речат се е во ред, детето е здраво право и ќе посоветуваат одете на психолог, видете што е проблемот. Дури тогаш некако некои родители знаат да побараат помош. И најчесто, јас знам малце поинаку да настапам со нив, најчесто знаат да кажат моето дете има проблем. Јас тогаш ги прашувам што се случува во семејството. Знаат да се налутат, затоа што родителот знае да биде суетен, затоа што тој е родител, тој го знае детето, како може да му избега тоа од очи. Но јас ги прашувам за да ги освестам дека детето е всушност симптом, последица на нешто што дома се случува. Сите ние имаме, јас го викам, психолошки имунитет. Инаку немаше да преживееме. Еволуираме и сега ќе видиме понатаму во што ќе еволуираме. Но знаеме да имаме толеранција на стрес. Понекогаш знаеме да се заборавиме, па премногу да толерираме несвесно стрес и одеднаш да се случи крах на личноста и тогаш кажуваме дека веќе организмот нема потенцијали, нема капацитети да се носи со ова што до сега се носел. Сте требале порано да го препознаете говорот на телото, затоа што телото е првото тоа кое што зборува. Хроничните главоболки, нерасположението, викенд главоболките баш тогаш кога сме опуштени. Зошто баш кога сме опуштени, кога можеме да спиеме? Зошто баш тогаш сме најболни? Затоа што телото тогаш е опуштено, не е во онаа состојба на борба, во згрченост на мускули, да се бори со стресот, со одразбите, со животот и тогаш доаѓа значи до таа болка. Затоа викаме, човекот, многу ние луѓето сме свртени надвор, треба малку да се свртиме кон себе за да го препознаеме говорот, што ни кажува за да реагираме што е можно порано. Децата често многу се плашат од грешки. Токму и затоа мора да ги научиме дека грешките се дел од нашето учење, односно од процесот на ново знаење. На тој начин ќе им помогнеме да го акумулираат стресот кој што грешките го предизвикуваат кај нив. Што друго ви носиме во истражувањето? Погледнете сега. Амбициозните родители им го посакуваат најдоброто на своите деца, но бараат премногу од нив. За да ги исполнат очекувањата на родителите, децата почнуваат да бараат премногу од себе, што може да ги стави под огромен стрес. Детето учи од тоа што го гледа, всушност. Сите ние возрастните, пред се родителите, се пример за детето.
така и во реакциите на стрес. Доколку родителот при состојба на стрес реагира со агресивно однесување, тоа ќе се провоцира и кај детето и детето ќе приложува таков тип на однесување или пак повлекување, депресија, негрижа за детето, потоа непокажување љубов и грижа кон детето. Сето тоа резултира да кај детето се појават нус појави кои што се базираат на стресот. Факт е дека младите треба да учат, а родителите треба да помогнат колку што можат, бидејќи тие години никогаш нема да се повторат. Но децата не се возрастни. Тие не може да издржат такви долги и напорни денови, сметаат педагозите. Родителите мора да направат баланс, децата да имаат доволно време за одмор и за здрави семејни активности. И децата, еднакво како нас возрастните, имаат потреба од пауза. Нивното тело и ум треба да се одморат, затоа играта и сонот се суштински важни за нивниот одмор. Децата се плашат од грешки, токму и затоа мора да им ја пренесеме поуката дека и грешките се составен дел од животното учење, па на тој начин да го смириме стресот. Успехот на детето не зависи само од неговата подготвеност и вашата посветеност, туку и од работата на училиште, односно наставниците. Должноста на училиштето е да искористи подготвеноста на детето преку подучување, задавање одредени вежби, поттикнување на детските интереси. За да се намали стресот кај децата, родителите и наставниците треба да работат заедно во најдобар интерес на децата. Најбитно е да му се покаже љубов, да му се покаже грижа и топлина на секое дете. Значи, да се покаже внимание. Тоа што најмалку современите родители го имаат е времето. За жал, за да може да играат со своите деца и да покажат внимание, треба време. Меѓутоа, за да кај детето појавата на стрес не донесе последици во однос на целиот живот, многу е битно родителот да знае да кај детето развива социоемоционална интелигенција. Значи да разговара за чувствата, да внимава како се однесува пред детето. Неговиот пример како родител како реагира на стрес е пример и за детето. Како можете да им помогнете на децата да се справат со стресот? Правилниот одмор и добрата исхрана можат да ги подобрат вештините за справување на дополнети од позитивното родителство. Одвојте време за вашите деца секој ден. Еве неколку практични препораки. Разговарајте со своите деца. Користете зборови кои децата ќе ги разберат без да ги збуните. Обидете се да оставите доволно простор за прашања кои ќе ги одговорите со смирен тон на вашиот глас. Понекогаш децата едноставно се чувствуваат подобро кога поминувате време со нив на забавни активности. Обидете се да воведете семејна рутина во домот. Организирајте дневно заедничко време во кое заедно ќе ги планирате своите активности. Рутината создава чувство на сигурност. Запомнете дека одредено ниво на стрес е нормално. Кажете им на вашите деца дека е во ред да се чувствуваат лути, исплашени, осамени или анксиозни и дека другите луѓе ги споделуваат тие чувства. Уверувањето е важно, затоа потсетете ги дека сте уверени дека можат да се справат со ситуацијата. И чувството на вознемираност, страв или загриженост е нормални. Укажете им на децата дека за нив, како и за секоја емоција, треба да се разговара. Помогнете им своите емоции да ги изразат на правилен начин. Помогнете им да ги изразат причините за лутина, бес, страв, без да се убедувате дека не постојат. Научете како да управувате со своите емоции. На тој начин придонесувате да го следат своето расположение и да научат на кој начин да си помогнат. Не оставајте ги децата на интернет сами, без надзор. Одберете дел од денот во кој ќе разговарате за моменталната ситуација или одредена информација, објаснувајќи точно што слушате и гледате кога се среќавате со неа. Фокусирајте се на информациите кои се доверливи и точни. Играјте. Создадете активности кои придонесуваат за поправање на расположението, како слушање музика, читање книги, средување на домот, готвење и слично. Заедничките активности кои се прават низ игра им помагаат на децата да почувствуваат блискост и сигурност, да ги обработат информациите кои ги збунуваат и да ги зголемат своите капацитети и вештини за совладување на стресот.
Веруваме дека искуствата и информациите кои што ги споделивме во ова издание на Приказна ќе ви бидат добре дојдени како да ги препознаете симптомите на стресот кај децата и воедно како заеднички да изработите заедничката стратегија за да го совладате стресот кај нив. Довидување до следната Приказна.